На колонијата која се одржува во Кратово по јубилеен 20 пат учество зедоа и ликовните уметници од Кочани, Љупка Коцева и Ангела Ајтовска. Слика стара архитектура од градот Кратово. Предадоа две уметнички дела, од кои за едното дело Љупка Коцева го освои третото место. Да, прв пат и добуко ме поканат оваа година, со задоволство повторно ќе учествувам. Ние работевме акрилни, едната слика е со акрилни, а другата е со молив. Стара архитектура од Кратово имаше многу, навистина многу куќи зачувани, сите одбраа по некоја и на слика. Детската ликовна колонија Лазар Софијанов од Кратово е со меѓународен карактер. Годинава имаше 22 учесници од повеќе градови од Македонија, а твореа и уметници од Србија. За колонијата, чија тема годинава беше сликање дела со мотиви од Кратово и автентичниот изглед на градот, е доста посетена и за неа има голем интерес, вели директорот на Домот на културата во Кратово, Живко Крстевски. Тие работеа од 17 до 22 јуни, изработеа околу 41 цртеж слики, од кои 28 се во вашиот изложбен салон во Центарот за култура Бели Мокри во Кочани. Темата е староградска архитектура на Кратово, која опфаќа стари куќи, стари мостови, стари куќи и други. Творот по локација низ градот Кратово, така да мислам дека тока е доста вака прифатени учесниците, а мислам дека и учесниците се задоволни од гостоприемството на кратовчани. Планот за наредните колонии е да се прошири соработката и на другите држави, рече Крстевски. Освен од Србија, да учествуваат и уметници од Бугарија и Хрватска. Изложбата ќе им биде на располагање на кочанци во наредните 2 недели.